Властите во Полска ја укинаа забраната граѓаните да ги загреваат домовите со јаглен поради војната во Украина. Со тоа се зголеми аерозагадувањето. Во Македонија нема прецизни податоци за употребата на јаглен во домакинствата. Загадувањето од јагленот повеќе доаѓа од енергетскиот сектор. Семејството Ткачукс во 2018 година се пресели од полскиот град Краков во селото Олпини во потрага по почист воздух. 4 години подоцна, кога поради војната во Украина запреа испораките на руски газ во Полска, локалните власти ја одложија забраната за печките за грејење, а аерозагадувањето во Олпини се zgolemi za 4 pati. Dym nikomu nigdy nie zaszkodził. No nie jest to śmieszne. Nie jest to śmieszne, bo po prostu patrząc tutaj na sąsiadów jest w każdym domu ktoś umarł na raka. Нејзиниот 5-годишен син веќе има астма, а нејзиниот постар син е на лекарска проценка за неговите тишкотии со дишењето. Но откако рускиот газ беше прекинат поради спорот за плаќање во април, владата ја укина 2-годишната забрана граѓаните да согоруваат повеќе јаглен или лигнит со слаб квалитет, што не може ефикасно да се филтрира во домашните шпорети. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają, nie jakimiś rzeczami szkodliwymi, bo po prostu Polska musi być ogrzana. No. И додека покрај Полска и други европски земји како Германија и Унгарија согоруваат лигнит за да ги задржат светлата, експертите велат дека употребата на јаглен дома е она што има најголемо влијание врз здравието поради повисоките количини жива и сулфур што ги содржи. W wyniku obecności siarki te pary rtęci będą dużo łatwiej związane i wtedy dużo łatwiej trafią do naszych płuc. To jest dużo złych wiadomości. Околу 80% од јагленот што го користат граѓаните на Европската Унија за загревање домови доаѓа од Полска. Владата вели дека укинувањето на забраната за лигнит јаглен со најнизок квалитет е поврзано со војната во Украина и треба да биде привремено, а неговото влијание врз квалитетот на воздухот ќе биде проценето по зимата. Во Македонија нема значителна употреба на јаглен во домакинствата. Истражувањето на UNDP Скопје се загрева е меѓу ретките кој дава податоци дека 750 домакинства во главниот град користат јаглен за загревање. Предпоставувам дека во регионите каде што има рудници на јаглен, односно лигнит, нели, има повеќе домаќинства кои што се греат. Например, јас имам видено во Вевчани, дека бидејќи таму има блискупја Скупштина, дека во Вевчани има домаќинства што се греат на јаглен, во Битола исто така знаеме дека има домаќинства што се греат на јаглен. Меѓутоа, доминантното користење на јаглен кај нас сепак е во термоелектраните. РЕК Битола е термоелектраната под надлежност на државата како една од најголемите загадувачи, но истовремено многу важна за енергетиката во земјава. Енергетската стратегија од една страна предвидува напуштање на јагленот со затворање на термоелектраните. Во меѓувреме требаше да се случи и модернизација на постројката, но поставувањето на филтрите и натаму се чека. РЕК Битола сега добиев и има дозвола за, како се вика, operational plan. Сите сме свесни дека имаме потреба да инвестираме на филтери, на десулфуризација и се друго. Тоа е бил предвиден, но заради пандемијата и заради енергетската криза е бил каснен малку. Но не е бил предвиден, не е бил потребно од сега, ова е бил потребен од 20-30 години. РЕК Битола мора да работи со сите инсталирани технологии за контрола на емисиите. Значи, тука се електростатските филтри за прашина, десулфуризаторот и реконструкција на првиот блок за намалување на емисиите на азотни оксиди. За индустриското загадување, периодов се очекува во собранието да се донесе законот за индустриски емисии и со него големата индустрија ќе треба да ги намали емисиите. Закон е спремен, сме имале јавни расправи и со невладини организации, и со сите целосно приватен сектор. Тек сега е во владина процедура и за неколку недели ќе биде спремен и доставен до собрание. Но
Идејата секогаш е бил да согласиме со EU директивите и приватен сектор да биде спремен. И ние како институции да бидеме спремен за овој нов закон. Скоро секоја година се надминати нивоата пропишани во законодавството од аерозагадувањето со јагленот. Податоците на граѓанските организации како Bankwatch покажуваат дека нивното доведување во законските граници би можело да спречи стотици предвремени смртни случаи од рак, респираторни и кардиоваскуларни заболувања. Неодамнешните истражувања на Институтот за јавно здравје за ефектите на аерозагадувањето во Битола покажуваат дека 15% од смртноста кај населението се должи на аерозагадувањето.